Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Минатиот пат застанавме кај оној дел од книгата Излез, каде што Бог му се објави на Мојсей преку грмушката што гореше, за која спомнав дека е символ на израелскиот народ. И тоа е навистина така. Еден од најдобрите докази за вистинитоста на Божиот збор е постоењето на израелскиот народ. Бог ветил дека ќе ги заштити израелците и без разлика со колку притисоци се соочиле низ вековите, тие се уште постојат. Пред многу години, германскиот император Фредрик Велики му рекол на еден од свештениците во неговото царство: кој е најдобриот доказ дека Библијата е Божиот збор? Ако треба да дадеш само еден, кој би бил твојот избор? Без многу да размислува, свештеникот одговорил: евреинот. Тоа е доказот. Еврејскиот народ е како грмушка која гори и не изгорува. И затоа тие се сведоштво за неверниците. Овој народ постои околу 3500 години. Многу народи кои беа силни исчезнаа, но израелците се уште се тука. Мојсей се приближи на грмушката и Бог му проговори. На самиот почеток Бог го научи на некои манири. Иако Мојсей беше израснат во дворот на фараонот, тој не беше свесен дека треба да ги собоја обувките во присуството на светиот Бог. Може би беше толку опуштен во Божјото присуство, што заборави дека е обичен грешник. Мислам дека голем број христијани ја прават истата грешка. Моје убедување е дека тоа го научиле од светот. Знам дека притисокот е реален и навистина сериозен, но не смееме да попуштиме и да го прифатиме световниот пристап кон Бог. Светот нема што да не научи за Бог. Ние сме повикани да го учиме светот за Бог, бидејќи нам ни е откриена вистината преку Библијата. За жал, голем број свештеници и пастори не го сваќаат тоа. Наместо да му проповедаат на светот, тие дозволуваат светот да им проповеда и ги прифаќаат неговите вредности. Од разговорот помеѓу Бог и Мојсей, дознаваме дека Божјата намера беше да ги избави израелците од робство. Покрај тоа што му ги откри на Мојсей своите планови, Бог и му го откри својот свет карактер. Тоа требаше да биде лекција за Мојсей, за да знае со кого се има работа и дека не може како било да му пристапи на Бог. Бог ја заслужува нашата почит и слава. Некои луѓе мислат дека ако го видат Бог ќе можат нормално да си разговараат со него. Не би рекол. Ако Бог се појави пред вас во овој момент, веднаш ќе паднете на земја и ќе го обожавате. Тоа ви го гарантирам со сигурност. Слушнете што му вели Бог на Мојсей. Прво му кажа: ги слушнав извиците на израелците и затоа сакам да ги ослободам од робството. Потоа, во стих 8 вели: па слегов да го избавам од рацете египетски и да го изведам од таа земја и да го воведам во земја добра и пространа, во земја каде што тече мед и млеко, во земјата на ханаанците, хитијците, аморејците, перизејците, евејците и јевусејците. Тука има нешто многу важно во однос на тоа што Бог му го кажа на Мојсей. Тој не рече дека само ќе ги изведе израелците од Египет, туку и дека ќе ги воведе во ветената земја. Кога Бог не избавува од нешто, тој не повикува и води кон нешто друго. Тоа е откупувањето. Бог не само што не спаси од гревот, тој не спаси за да живееме свет живот. Во втората глава од посланието до Ефесјаните, апостолот Павле пишува: иако бевме мртви поради гревовите наши, не оживеа во Христос. Избавувањето од робство од Египет е предслика на спасението кое христијаните го добиваат преку вера во Христос. Бог не оживеа во Христос и поради тоа ние сме Божји синови и ќерки. Символично кажано, може да се рече дека Бог не извади од положбата која ја имаме во Адам и не стави во Христос, односно не извади од смртта и ни го даде вечниот живот. Тој не извади од царството на темнината и не воведе во царството на светлината. Избавени сме од пеколот, за да живееме во рајот. Тоа е откупувањето. Кога Бог рече дека ќе ги избави израелците, тој вети дека ќе ги внесе во земјата која им ја вети на нивните предци. Земјата беше навистина добра и плодна. Дојде време Бог да го одржи своето ветување, кое го даде многу векови претходно. Стихови 9 до 11. И еве,
Сега викотот на израелските синови стигна до мене, и јас го видов гнетот со кој ги мачат египтјаните. А сега појди, јас те испраќам кај фараонот, за да го изведеш од Египет народот мој, синовите израелски. Мојсей пак му одговори на Бога: Кој сум јас да одам кај фараонот и да ги изведам синовите на Израел од земјата египетска? Што се случува со Мојсей? Се однесува многу чудно. 40 години претходно сам се обиде да ги ослободи израелците од робство и не побара помош од никој. Излезе надвор, виде како египтјанин угнетува еден од неговите браќа и го уби на лице место, надевајќи се дека израелците ќе му се придружат и ќе кренат бунт. Наместо да бара Божјо водство, тој се обиде во своите сили да донесе ослободување и затоа неговиот обид беше безуспешен. Најверојатно му требаа 40 години за да свати дека е слаб и немоќен и дека му е потребна Божјата помош. Но сега, неговата самодоверба е до толку ниска, што сметаше дека не е квалификуван да ја заврши мисијата која Бог му ја даде. Но, Бог многу често го правеше тоа низ историјата. Им покажуваше на луѓето колку се слаби за да научат да не се надеваат на себе. Еден таков пример е Давид. На почетокот, кога читаме за неговиот живот, гледаме дека Давид губи чинот Голијат. Но по некое време, царот Саул го гонеше Давид и се криеше по пештери само за да го зачува својот живот. Бог прво му покажа колку е слаб, а потоа го направи цар на Израел. Друг таков пример е пророкот Илија, кој беше доволно храбар да застане пред царот Ахав и да му рече: Од сега нема да врне дожд се додека јас не кажам. И си отиде од присуството на царот. Ние мислиме дека Илија беше силен човек и од ништо не се плашеше, но реалноста беше поинаква. По некое време тој заврши на осамено место каде што Бог се грижеше за неговите потреби. Кога потокот на тоа место пресуши, Бог го прати на друго место, каде сиромашна вдовица се грижеше за неговите потреби. Тоа беше период во кој Илија свати дека е слаб и дека е никој и ништо. Кога го свати тоа, Бог го исползува на многу силен начин и повика оган од небото. Тоа е запишано во прва книга Цареви, глава 17. И апостолот Павле мораше да ја научи истата лекција. Самиот тој пишал дека Божјата сила совршено се покажува во нашите слабости. Токму тоа требаше да го научи и Мојсей, да свати дека е немоќен. Кога ја призна својата слабост, тој беше спремен да биде исползуван од Бог. Мојсей беше убеден дека не може да ја заврши работата и тоа беше вистина, но со Божја помош тој можеше да го заврши животниот повик. Една од главните причини зошто многумина од нас не се исползувани од Бог е бидејќи мислиме дека сме премногу силни. Мислиме дека сме доволно паметни и талентирани, и тоа е пречка за Бог да направи нешто преку нас. Бог сака да дојдеме кај Него и да признаеме дека сме слаби. А ако го сториме тоа, тој ќе почне силно да дејствува во и преку нас. Бог ги избра слабите за да ги посрамоти силните. Добар пример за тоа е Мојсей, па дури и апостолот Павле. Кога сме спремни да признаеме дека сме слаби, ние стануваме спремни за Бог да почне да дејствува во нашиот живот. Навистина се прекрасни нештата кои Бог може да ги направи преку оние кои ја признаваат својата слабост. Тоа се совршени околности во кои Бог преку нас може да ја покаже својата сила. Стих 13. А Мојсей му рече на Бога: Еве, ќе појдам кај синовите израелски и ќе им речам: Бог на татковците ваши ме испраќа кај вас. И ако тие ме прашаат: Како му е името? Што ќе им речам тогаш? Ова прашање кое Мојсей му го постави на Бог е сосема очекувано. Мислам дека секој од нас би го поставил истото прашање ако бевме во негова кожа. Тој беше загрижен дека израелците нема да го примаат. Но во стих 12 Бог веќе му кажа: Јас ќе бидам со тебе и еве ти знак дека јас сум те испратил. Кога ќе го изведеш народот од Египет, ќе му служите на Бога на оваа планина. Мојсей го слушна тоа, но не му беше јасно како народот воопшто ќе стигне до таа планина, кога нема да сакаат да излезат од Египет, бидејќи нема да му веруваат на неговите зборови. Слушнете што му рече Бог. Бог му одговори на Мојсей велејки: Јас сум оној кој вечно постои. Па продолжи:
така ќе им кажеш на синовите израелски: оној кој вечно постои, ме испрати кај вас. Одговорот кој Бог му го даде на Мојсей е полн со длабоки вистини, поврзани со Божиот карактер и Божиото постоење. Немам време да ги спомнам сите нешта кои можеме да ги научиме од овие зборови, но еве неколку важни вистини поврзани со името на Бог. Во зависност од пристапот, некои луѓе го преведуваат како Јехова или Јахве. За израелците, ова Божие име е толку свето што воопшто не се осмелуваат да го изговорат. Дали се изговара Јехова или Јахве? Искрено, не можам да ви дадам одговор на тоа прашање. И мислам дека никој не може да го стори тоа. Но ова е едно од имињата со кои Бог му се откри на израелскиот народ. Например, во некои делови од книгата Создавање, за Бог се користи еврејското име Елохим. Потоа самиот тој се открива како семоќниот Бог. Но тука, во разговорот со Мојсей, Бог се открива како оној кој од секогаш постоел и чие постоење не зависи од ништо друго. Така ќе им кажеш на синовите израелски: оној кој вечно постои, ме испрати кај вас. Бог е тој кој вечно постои, и тоа е една од главните разлики помеѓу него и нас. Во Псалм 135:13 пишува: Господи, името Твое е вечно. Господи, споменот за Тебе е од род во род. Тоа е името со кое Бог му се откри на Мојсей, оној кој вечно постои. Пораката која Мојсей требаше да им ја пренесе на израелците е дека вечниот Бог го прати кај нив, за да им објави дека наскоро ќе бидат избавени од робството во Египет. Бог го испраќа Мојсей на мисија. Слушнете што пишува во стих 15. И пак му рече Бог на Мојсей: вака кажи им на синовите израелски: Господ Бог на татковците наши, Бог Авраамов, Бог Исаков и Бог Јаковов ме испрати кај вас. Ете, тоа е името мое вечно, и тоа е споменот за мене од колено на колено. Односно, тоа е истиот Бог кој им се објави на Авраам, Исак и Јаков. На израелците им беше познато што им вети Бог на нивните предци. Стихови 16 до 20. Оди и собери ги израелските старешини и кажи им: Господ, Бог на татковците ваши ми се јави, Бог Авраамов, Исаков и Јаковов, и ми рече: ве посетив и видов што ви се прави во Египет. И реков: ќе ве изведам од маките египетски во земјата на хананците, хитејците, аморејците, перизијците, евејците и јебусијците, во земја каде што тече мед и млеко. И тие ќе го послушаат гласот твој. А ќе отидеш ти и израелските старешини кај царот египетски и ќе му речете: Господ, Бог на евреите, не повика да појдеме на 3 дена пат во пустината, за да му принесеме жртва на Господ нашиот Бог. А јас знам дека царот египетски нема да ви дозволи да излезете, ако не го натера силна рака. Но ќе ја пружам раката своја и ќе го притиснам Египет со сите мои чудеса што ќе ги направам таму. Потоа ќе ве пушти. Бог до некаде му даде испланирана програма на Мојсей. Му кажа што ќе се случи и каква ќе биде процедурата според која израелците ќе бидат ослободени од робство. Но прво треба да оди и да им каже на старешините на народот дека Бог ќе ги ослободи. Потоа, треба да отиде кај фараонот и да му објасни кои се барањата на народот. Мојсей не требаше да му каже на фараонот: слушај сега што ќе се случи. Ние треба да одиме во хананската земја, така што ќе го напуштиме Египет и никогаш нема да се вратиме. Наместо тоа, Мојсей требаше да му каже на фараонот дека ќе одат 3 дена во пустината. Бог веќе му кажа на Мојсей дека фараонот нема да ги пушти. И затоа тој ќе им објави војна на боговите во Египет и ќе ја покаже својата сила пред целиот народ. Дури и откако ќе се случи тоа, фараонот сепак нема да попушти и нема да им дозволи на израелците да одат. Но Бог ќе најде начин како да ја скрши неговата тврдоглавост. Единственото нешто што Бог го бараше од израелците беше да му веруваат. Кога ќе го проучуваме текстот во кој се запишани 10 казни кои Бог ги пушти во Египет, ќе видиме дека тоа беше навистина битка помеѓу боговите. Но за тоа ќе размислуваме во некоја од следните епизоди. Откако Бог му кажа на Мојсей дека на крајот фараонот сепак ќе ги пушти да одат, слушнете што му рече потоа. Стихови 21 и 22.
и ќе му дадам милост на овој народ кај египтјаните, така што кога ќе појдете, нема да појдете со празни раце, туку секоја жена нека побара од соседката своја и од онаа што живее во домот нејзин сребрени и златни предмети и облека, и ќе ги украсите со нив синовите ваши и ќерките ваши, и така ќе го ограбите Египет. Ова не беше кражба, туку наплаќање на трудот. Не заборавајте дека израелците беа во робство во Египет веќе околу 400 години. Бог им вети дека кога ќе излезат од Египет, тие ќе бидат платени за својот долгогодишен труд. Глава 4. Мојсей ја одбива улогата која Бог му ја дава. Со тоа доаѓаме до глава 4. Бог го повика Мојсей да биде ослободителот на израелскиот народ. Но како што можете да забележите, Мојсей имаше многу прашања и сомнежи во врска со целиот тој план. Ќе го прочитам првиот стих. Тогаш Мојсей одговори и рече: а ако не ми поверуваат и не го послушаат гласот мој, туку ми речат: не ти се јавил Господ? Ова е сосема очекувано прашање, зарем не? А Господ му рече: што ти е тоа во раката? А тој одговори: стап. Со тек на време, стапот кој го имаше Мојсей стана символ на неговиот авторитет кој му беше даден од Бог. И му рече: фрли го на земја. И го фрли на земја, а тој стана змија. И Мојсей избега од неја. Ова е првото чудо кое Бог го направи пред Мојсей. Во неговиот живот Мојсей виде голем број чуда кои беа многу поголеми од ова. Но причината зашто Бог го направи ова пред Мојсей е за да му ја покаже својата сила и да му даде доказ со кој треба да ги убеди израелците дека Божиот повик е навистина врз него. Тоа што треба да го имаме на ум е дека самиот стап на Мојсей немаше никаква надприродна сила. Бог беше тој кој со својата сила направи стапот да се претвори во змија. И со тоа му покажа на Мојсей дека може да исползува дури и обичен стап за да им се објави на луѓето. Тоа е многу важна лекција и за нас денес. Никогаш да не ја потценуваме Божјата способност да се објави дури и преку малите и секојдневни нешта. А Господ му рече на Мојсей: испружи ја раката своја, па фати ја за опашката. И ја испружи раката и ја фати, и пак стана стап во раката негова. Така ќе поверуваат дека ти се јавил Господ, Бог на татковците нивни, Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Јаковов. Уште на самиот почеток Бог сакаше да го научи Мојсей на неколку важни духовни лекции, со цел да го подготви да биде вистинскиот водач на народот. Бог му кажа дека стапот ќе биде инструментот со кој Мојсей ќе ги убеди старешините на народот да сватат дека навистина е повикан да ги ослободи од робство. Но Бог имаше уште едно чудо за Мојсей, за кое ќе размислуваме следниот пат. Пред некоја епизода спомнав дека Мојсей многу малку пишувал за неговиот семеен живот, како и за неговата сопруга. Во следното проучување ќе дојдеме до текст каде се обработува еден настан во која е спомната и таа. Се надевам дека ќе ни се придружите и во следното проучување. Дотогаш, Бог нека ве благослови изобилно. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.